Го слушате најдоброто радио во Куманово, Радио Бум. Емисијата во Радио Бум во рамките на проектот за подобро ментално здравје на младите кој го спроведува Сдруженијето Доверба Куманово со поддршка на МИН преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести. Како да се препознаат лажните вести, како да се заштитат младите и генерално популацијата од спинови. На оваа тема разговараме со нашите гостинки денеска во студиото на Радио Бум и голема чест е што ги имаме во студиото Ева Рангелова, Ива Ивановска и Ања Макрешанска, сите ученички од прва година од Кумановската гимназија Гоце Делчев. Добре ни дојдовте во студиото на Радио Бум. Добро најдовме. Ке започнеме веднаш во интерес на времето. Колку често гледате или читате вести и на што следите најмногу? Телевизија, радио, печатени медиуми или социјални мрежи? Ајде, од аспект на гледаност на младите, ке започнеме со Ева Рангелова. Ева, повели. Па, ние младите многу ретко, скоро воопшто, не ги следиме радијата и телевизиите, најмногу се среќаваме со вестите на социјалните мрежи, како што се Инстаграм и Фејсбук. Зошто, Ева, немате навика да седнете да пуштите телевизија или радио? Не ви е интересно, или? Па не е толку интересно, поинтересно за нас младите е да седнеме на Инстаграм и да читаме некои и поинтересни работи, него оние што ни ги прикажуваат на телевизија. Ива, како е искуството? Кај тебе лично? Колку ти читаш, гледаш вести на медиумите, на традиционалните медиуми, на социјалните мрежи? Во врска со читањето и гледањето вести, многу ретко го поминувам времето пред телевизија. Најчесто гледам и проучувам области кои што ме интересираат најчесто преку социјалните мрежи. Се поретко преку радио, единствено пример во автомобили кога ќе се случи да слушам радио, печатени медиуми уште поретко и се е помал процентот на гледаност на и читање вести на телевизија. Мислам од наша страна младите. Немате интерес да гледате вести? Немам интерес затоа што едноставно мислиме дека многу поинтересни се работите и областите кои што ги има на социјалните мрежи. А кога еве на пример ќе каже вашиот родител нешто, чеке малку да слушнам што има на телевизија или што зборуваат на радио, ви го привлекува ли тоа вниманието? Тоа го привлекува вниманието, да. Слушне родителот, па и вие да го слушнете заедно. Ања, како е кај тебе? Многу е мал процентот оние кои ги следат вестите на телевизија, радио, печатени медиуми. Најчесто сите сме на социјалните мрежи, најмногу Инстаграм, Фејсбук и го следиме она што најмногу ни интересира. Кажавме дека ве интересира, она што ве интересира си го барате на социјалните мрежи. Што најчесто следите кога имате слободно време? Што ве интересира? Па, најмногу ме интересираат некои занимливости. Например, лично мене ме интересираат случаи кои се случувале во минатото, а кои се поврзани со они работи што се случуваат и денес, некои теории на заговор или пак вицеви и такви работи. Она што е, да кажеме дека е неформално, но е повеќе занимливости. Да. Ива? Најчесто следам она што најмногу ме интересира, например од областа на спортот и такви работи, најновите случувања кои што се случуваат и така. Ања, како е кај тебе? Следам за мода, за нашите идоли, она што сакаме да слушнеме и да дознаеме за нив, понекогаш за образованието, тоа што ни е потребно. Ги слушнавме темите, значи што сакате да гледате и што ви привлекува внимание. А сега ќе ве прашам, какви наслови ви привлекуваат внимание? Па, мене најмногу ме привлекуваат наслови кои се со болдирани букви, кои имаат извичник или пак прашалник, или пак има 3 точки и не привлекува повеќе да го вклучиме тоа за да можеме да прочитаме, да видиме што се работи. Добро, и кога ќе го прочитате тоа, дали сте задоволни од она што кој ви го привлече вниманието? Не секогаш. Не секогаш. Ива? Не секој, затоа што во најголем дел од случаевите воопшто насловот нема врска со содржината. Ања? Најмногу отварам такви работи кога има некој привлечен текст, исто така како што кажи Ева, со болдирани букви, слики, но тоа кога ги се отвори понекогаш нема врска со тоа што е напишано. Ние сите заедно поминавме и една работилница за медиумска писменост и за лажни вести.
Ке ве замолам сега да ни го кажете вашето искуство. Дали предходно сте слушнале за лажни вести, за медиумска писменост? Па за медиумска писменост не е толку. Прв пат подетално се доцирав на работилницата која се одржа, а со лажните вести па секој може да се сретнеме и во нашиот секојдневен живот. Не мора тоа да биде на социјалните мрежи. Какво искуство имате вие лично? Не знам зошто, но например во секојдневниот живот луѓето ќе кажат нешто например што не е точно и тоа многу брзо ќе се рашири од оно што е вистинито и никој нема да поверува на тоа што е вистинито. Ива? Во врска со лажните вести најмногу се шират од колку оние што од вистинитите, затоа што нели лагата многу побрзо се шири. И во врска со тоа, порано немаме разговарано толку на овие теми, се додека не додавме на оваа работилница и се стекнавме со многу знаења, исто така и ги проширивме. И тука научивме од една страна и како да ја распознаеме вистинитата од лажната вест, како да разликуваме, се со цел за да можеме да ги спречиме и за да не веруваме на сите тие надписи. Еве, медиумска писменост, зборот, поимот медиумска писменост, значи го сретнавме прв пат вие како ученички од прва година на оваа работилница, што ја одржавме, значи, со нашиот колега, со нашиот експерт Зоран Ивановски. Дали сте задоволни, дали сметате дека оваа работилница беше доволно да ја увидите она што значи медиумска писменост и како да ја препознаете лажната вест? Мене лично многу ми помогна затоа зашто за лажните вести сум знаела некои работи, но со негова помош многу повеќе дознав како да се соочам со истите и како да препознам што е точно, што не. И тука ни се површува и прашањето, дали некогаш сте забележале текст, фотографија или наслов кој ви делува невистинито, неверојатно, и по што најчесто ги препознавате ваквите вести? Најчесто ги препознаваме ваквите вести бидејќи на некои слики кои се поставени, многу се изработува Фотошоп и тоа на многу од сликите се познава, или пак како едно пишува во насловот, друго пишува во содржината и тоа веднаш според мене мислам дека тоа е за да може да не измамат и не верувам на таквите вести. Ива? Исто така воедно кога, например, во насловот има извичник или прашалник, кога се поставува некое прашање, мислам дека веднаш ни доаѓа дека едноставно нешто не е во ред и дека на некој начин сакаат со тоа да ни прикажат нешто како бум, но сепак во содржината потоа има многу невистинити работи. Ања? Најчесто во таквите вести има многу фотошопирани слики кои се поврзуваат со текстови кои не се точни и има многу невистинити работи по кои најчесто, како што кажавме, по блудираните букви, прашалник, извичник, по тоа може да препознаеме дека тие не се всушност точни. Ајде да направиме и една музичка пауза, да здивнеме малку, па ќе продолжиме и со емисијата. Darom darovi, beli cvetovi
да ти дарам дарови, бели цветови за твоите образи, дай да ти дарам дарови, што ги разбуди ти, дай да ти дарам дарови, бели цветови за устните румени, дай да ти дарам дарови, со нив љубиме ти. Дай да ти дарам дарови, бели цветови за твоите образи, дай да ти дарам дарови, што ги разбуди ти, дай да ти дарам дарови, бели цветови за устните румени, дай да ти дарам дарови, со нив љубиме ти. Почитувани слушатели, ја следите емисијата во Радио Бум во рамките на проектот за подобро ментално здравје на младите, кој го спроведува Сдруженијето Доверба Куманово со поддршка на МИМ преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести, како да се препознаат лажните вести и како да се заштитат младите и генерално популацијата од спинови. Во студиото на Радио Бум гостинкини се ученичките од прва година од Кумановската гимназија Гоце Делчев, Ева Рангелова, Ива Ивановска и Ања Макрешанска. Јас ке се надоврзам на вашите констатации и ќе кажам дека помладата генерација имат многу повеќе искуство со социјалните мрежи, со сите оние програми кои што ние по возрастната генерација се разбира дека ни се непознати нам, со фотошопирањето. Убаво е кога можете да го согледате тоа и да го видите и да го површете дека се работи за некоја од лажна вест. Што се сеќавате ли на некоја вест што ви предизвика непријатност при гледање или следење на истата таа вест? Може ли да ни посочите некој пример? Па за мене непријатно е да се ставаат видео и слики како некое дете малтретирано од страна на некој повозрасен човек или пак е злоупотребувано од некои сообраќајки, пример повредени лица или пак од некои тепачки снимки и видеа. Сметате ли дека и социјалните мрежи можат негативно да влијат врз чувствата на младите, да предизвикаат таква непријатност, револт, чувство на неудобност, можеби? Да, многу често има некои лажни вести кои што може да делуваат врз сите многу негативно, слики, коментари, вршење на булинг врз истите. Да, и можат, бидејќи преку социјалните мрежи највеќе во денешното време доаѓа до неразбирање и расправи и тие подоцна прераснуваат во многу поголеми проблеми. Кога го споменавме и булингот, имате ли примери на жртви на булинг? Тоа најчесто во секојдневниот живот, например, група на млади кои што имаат се за цел да имаат нешто против некоја личност и тие тоа го користат се со цел за да ја исмејуваат таа личност и се повеќе за да ја зголемат бројката на луѓето кои што ќе сакат се поголемо зло да и нанесат на истата. Да, бидејќи таа можеби се разликува од нив или е пак во нешто подобро. Пример, прави нешто што тие не може тоа да го направат или пак е постигнало нешто што тие не може да го постигнат. Се разбира дека сте против булингот. Тоа можеме да го заклучиме и од вашите одговори. Како да им кажеме и на нашите слушатели? Како треба да реагираме како заедница, како пријатели, како соученици, доколку се соочиме со булинг, да бидеме сведоци? Дали треба да молчиме, дали треба да ги вклучиме телефоните да снимаме или треба да реагираме и да го спречиме тоа? Воопшто не треба да вклучиме телефоните. Пример, за мене тоа е нешто последно што би го направила во тој момент или пак да се вклучам против таа личност во таа расправија, би дошла до таа личност и им помогнала.
Мислам дека најсоодветно што треба да се направи е да ги дадеме сите сили и се што е се од наша страна за да го спречиме тоа да не дојде до жртви, несакани дејства, и мислам дека најсоодветното е да завртиме телефон, да се потрудиме едноставно да го спречиме тоа, затоа што кај таа личност доаѓа до степена многу ниска самодоверба и многу полоша за неа, и доаѓа и до самоубиства и многу најразлични работи. Тука може поедно да се помогне и на жртвата, но да се помогне и да се спречи булингот, за да се прават и врз другите соученици, ученици, обични луѓе на улица. Може да се случи булинги на луѓе на улица, може да се случи булинги кај нас, со колегите на работа. Значи тука нема пишано правило дека само на училиште, но јас ве поддржувам во тоа што ни го изјавивте и се разбира дека треба сите ние да реагираме и да го спречиме ова. Сметате ли дека е потребна едукација за медиумска писменост, за препознавање на лажни вести? Потребна е секаква едукација, сите треба да бидат член од такви едукации за да повеќе се запознаат со лажните вести и медиумската писменост, исто така со помош на стручните лица, родителите, наставниците. Велите стручните лица, што мислите? Кој ќе биде најстручен да ја врши ова едукација за лажни вести, за нивното негативно влијание? Мислам дека новинарите ќе имаат најголема улога во тоа, затоа што тие најмногу може да ни го едноставно најмногу допирни точки и да ни го представат тоа во најреално светло, бидејќи тие се тие професионалните и најсоодветните лица кои што можат на најсоодветен начин да ни кажат како да разликуваме вистината од лажна вест. Ке прочитате лажна вест. Кажавме, нели, со извичници, со прашалници, се напишани насловите. Седнувате и си го губите вашето време, ја читате веста. Во веста нема ништо од она што е наведено во насловот. Се разочарувате ли? Ги бришете ли оние страници кои што ги следите на социјалните мрежи? Кога ке заследите некоја страница и читате такви вести, велите, јас немам повеќе време за губење, овие пишуваат само невистинити вести. Што правите вие? Па јас мислам дека медиумите имаат најголема вина за ширење на истите лажни вести, но исто така и тие во некои моменти се и жртви на овој проблем, и пример за лажната вест е киднапирање на дете во Куманово. Во една женска група на Facebook, социјалната мрежа Facebook, беше поставено нешто вакво. Апелирам до сите мајки и деца да бидат многу предпазливи, затоа што почна истите случувања како и во Скопје и во нашиот град. Кога беше објавена веста, пишува дека околу 6-7 часот кај Стара црква имало обид за киднап на некој девојче од 10 години. Но подетално тука пишува дека во тоа време кај црквата шетале уште две жени со деца, но во меѓувреме прошло некој девојче кој се враќало од училиште. Но во еден момент наишло комбе со група на луѓе, од кои еден човек отворил врата и пробал девојчето да го стави во истиот автомобил, но за огромна среќа имало повеќе луѓе на местото на злосторот и девојчето било успеано да се спаси. Верувам дека многу од вас не се информирани за ова случување, но јас сум тука за да ви информирам и бидете многу предпазливи. Тоа е една од лажните вести, но се утврди дури откако беше пласирана, нели, и некој се најде соодветно, па пријави во полиција за да се провери тоа. Што мислите вие? Кои се причините? Зошто се креираат лажни вести токму за киднапирање еве на дете? Мислам дека пред се има цел за да ги доведе луѓето во заблуда, односно да се наштите на некоја институција, организација, личност или политички цели, да се влие врз размислувањето на граѓаните за одредени општествени случувања, финансиска придобивка, при што се користат сензационалистички, нечесни или целосно фабрикувани наслови за зголемување на читаност. И кога ги гледате, например, кога ќе проследите една ваква вест или се работи, например, за некоја емисија или се чита некоја статија,
се запрашувате ли што треба да биде вистинитост на една вест? Најчесто се запрашуваме кој е авторот, дали е посечен изворот на веста, која е целта за пораката која порачуваат тие и вредности и мислењето се поставени исто во пораката. Како ќе се постигне тоа за да се биде сигурни во објективност на веста за авторот? Па кога некој ќе тврди нешто, подобро е да побараме доказ за тоа, не го прифаќајте здраво за готово сето тоа што го пишува, бидејќи најсигурно за сите нас ќе биде да најдеме посигурни извори кои ќе утврдат дали е тоа што го читаме точно или пак не е. Треба ли да се најде и другата страна на приказната, ако, например, по-новинарско, на што сме го учеле и ние, за што имаме и работно искуство, се разбира дека секогаш мора да имаме најмалку две страни, за да веста биде објективна. Доколку имаме само една страна, информацијата не би била толку вистинита и толку објективна. Значи, пожелно е да имаме и втората страна. Кога се соочувате да имате една вест и да имате само една страна, се запрашувате ли можеби не е вистинито, можеби треба да се побара и втората страна, да ја имаме и втората страна. Секогаш се запрашуваме дали има втората страна и доколку има треба да сослушаме незината приказна од таа друга страна и никогаш не треба само да читаме од интернет, треба да ги видиме страните од двете страни, да ги согледаме работите, да го скажеме личниот став и тоа објективно, дали е таа информација објективно пренесена. Ајде да слушнеме уште една музичка numera и ќе продолжиме на темата како да се препознаат лажните вести и како да се заштитат младите од лажните вести. Ти кажав се до збор од А до Ш и не ми е дури ниту малку гајле. Си кажавме и цел глупости се каравме цела вечер до забајле. Ке можеш ли без гнев да разбереш, ке сватиш ли ти си лето, јас сум зима и ногите обрнале за љубовта. Тука нема здрава клима, а решен бев јас само за тебе да гинам и илјада и една милја пеш да минам. Ке направе да имаш се што посакаш. Дај, разбуди се, го нема сонот на влюбените и оди си, ти чува место во спомените, но не тогаш тргни низ времето и просторот и дојди на место на злосторот. На злосторот. Ти кажав се до збор од А до Ш и не ми е дури ниту малку гајле. Си кажавме и цел глупости се каравме цела вечер до забајле. Ти кажав се и крај, не мачи ме и дека сум сега веќе без дилеми. Не моли ме и дај, откачи се и оди си, само оди без проблеми. А решен бев, јас само за тебе да гинам и илјада и една милја пеш да минам. Ке направе да имаш се што посакаш. Дај, разбуди се, го нема сонот на влюбените и оди си, ти чува место во спомените, но не тогаш тргни низ времето и просторот и дојди на место на злосторот. На злосторот. Дај, разбуди се, го нема сонот на влюбените
Почитувани слушатели, ја следите емисијата во Радио Бум во рамките на проектот за подобро ментално здравје на младите, кој го спроведува Сдруженијето Доверба Куманово со поддршка на МИМ преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести. Она што ќе биде интересно сега да ве прашам, на ваша возраст, како влијаат лажните вести? Што може еве да се случи со менталното здравје кај младите доколку нели се пласираат и се читаат лажни вести? Мислам дека лажните вести, исто како и содржините кои што најчесто се поставуваат на социјалните мрежи, можат многу негативно, како што имаат се разбери и позитивни страни, можат и многу негативно да влијат врз нас, посебно младите, со тоа што први се намалува многу нашата самодоверба, со тоа што на социјалните мрежи секогаш ни е представен некој нереален, имагинарен свет каде што се е перфектно и никогаш не сме задоволни од самите себе, секогаш се огледуваме да бидеме како некој, да бидеме совршени, а воедно и има и многу уште негативни последици со тоа што посебно таквите лажни вести почнуваме да веруваме во нешто што нема врска или може исто така да најде до многу други несакани последици. Што треба да биде објавено за да за вас тоа биде вистинска вест? Како млади личности, вие сте, кажавме и во најавата, завршувате прва година во гимназија. Кажавме на стартот дека не сте многу заинтересирани на традиционалните медиуми, да ги следите вестите на телевизија и на радио, ги следите социјалните мрежи, го следите интернетот, значи не само социјалните мрежи, туку истражувате и на интернет она што ви интересира. Каква според вас би требало да изгледаат вестите за да го задржат вашето внимание, за да можете и вие да се информирате воедно и да се едуцирате преку вестите и да кажеме ги пофалите вестите и да кажете да, тоа е точна вест, тоа е професионална вест, да нема сомнеш за лажни вести. Мислам дека повеќе ќе почнат да се објавуваат и да се прикажуваат содржини кои што нам ни се интересни, посебно области кои што нас ни интересираат, без разлика дали ќе биде мода, спорт и едноставно нешто што ќе почне се повеќе да ја развива интелектуалноста кај нас младите. Јас ќе ви се заблагодарам за учеството во емисијата. Ќе ви посакам да бидете вакви наши критичари. Секогаш кога ќе имате сомнеш за нешто, тоа и да го посочите јавно, да го пренесете вашето искуство кај вашите соученици и да имаме се помалку лажни вести. Ви благодарам за вашето учество во емисијата и ќе ве чекаме и некој следен пат повторно да ни дојдете. Ви благодарам. Емисијата е поддржана преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии, Институтот за медиуми и различности од Лондон со финансиска поддршка од Европската унија. Содржините во емисијата е одговорност на авторот и на Сдруженијето Доверба и во никој случај не може да се смета дека ги одразуваат ставовите на Европската унија. Објективни, проверени и секогаш први во информирање. Радио Бум. Sam videla baš se, no iskren laž go kako tebe nema nikade. Da ima samo jedna zvezda na nebo, ti bi stvoril 5. Sve što возможно ti praviš pravo čudo. Da li me sakaš ili me posakuvaš, i ne toliko važno, ti mi se dopagaš. Da li me sakaš ili me posakuvaš, sve to neka ti lažeš, sam si veruvaš. Za nekoj ti si bolna mala, no za mene prav si cvet. Da se smajam dok te slušam, dugo prevrtuvaš cel svet. A možda ne si pravo zlato, no imaš golem šarm i stil. A i ne bi bilo interesno koga
me sakaš ili me posakуваš, se duri ti me lažeš, sam si veruvaš. Da li me sakaš, i ne toliko važno ti kraj mene zaspiš.